Не постои жена во новинарството за која што бил кажан повеќе говор на омраза отколку кон мене. И тоа од ботовите на СДСМ, од ботовите на соросоидите, од членовите на Шарената револуција, тоа такво зло, толку говор на омраза, толку закани, толку омаловажување. За ниедна жена во Македонија, буквално за ниедна жена во Македонија, не се кажани колку што сакаат и пробуваат тоа да го прават соросоидите со СДСМ. Беше ли тешко? Тешко ли е кога ќе чуеш? Ништо од тоа не успеа нити мене да ме урне, нити мојата позиција да ја наруши, бидејќи луѓето знаат дека таа слика што тие се обидуваат да изградат за мене не е вистината. Дека јас сум нешто сосема друго. Боли од другата страна што пишуваат, збораат луѓе. Те се тие луѓе. Тие се не луѓе. Таква лоша енергија со таква лоша Тоа е приказна зло. да пишуваш кон некого. Дури има човек според мене што има емоционален проблем, болест да не кажам, и тие му ставаат лајкови. Зборам за Тричковски конкретно. Значи Да. тој објавува пост некој каде што е деградирачки, со мизогенија, многу со милион работи, се закачуваат 2000 луѓе му лајкуваат пост. И за бившиот новинар Бранко Тричковски треба да се постапат институциите. Тоа е институционален проблем кој што создава последици за општеството.